Милионски злоупотреби во ревизорските извештаи, но само на хартија, а во пракса без конкретна акција на органите на прогонот. Министри, директори, јавни функционери, само за ресторани, незаконски вработување на своји блиски, ненаменски користење на службени картички, спорни тендери, трошат милиони, а државата чека донации за амбулантни возила и корпи за отпадоци. Ваква е сликата со години, но институциите спијат, а народните функционери во трошењата само продолжуваат по патеката на претходниците. А извештаите на државниот ревизор, каде се констатирани злоупотреби, досега најчесто заглавуваат во нечија фиока. Антикорупционерите се децидни дека неодговорноста, нетранспарентноста, нефункционирањето на институциите и толерирањето се главната причина корупцијата во трошењето на јавните пари да достигне ендемски размери. Велат дека заробените институции, бледите ревизорски извештаи, пасивноста на телата кои треба да се борат со корупцијата, толерирањето од власта и политичките партии кои ги назначила, но и неодговорноста на самите функционери, само допринесуваат антикорупцијскиот ланец да остане заврзан, наместо да се одврза. Категорични се дека ништо нема да се промени, се додека нема поостри санкции и враќање на украдените пари. Ние се уште имаме владење на партиите наместо владење на институциите. Тоа значи дека тие си ги штитат нивните функционери. Нема случај таму кај што се откриени злоупотреби, немаме случај да партијата бара самата да се повлече тој. Неодговорноста, нетранспарентноста, нефункционирањето на надлежните институции, толерирањето, резултати имаме една ендемска корупција, која што фактички и се толерира. Никој не бара одговорност од функционерот кој што самите го предложиле, ниту пак владата или собранието бара да се разреши тој човек или да се бара одговорност. Све дури нема санкции, тоа, значи, поостри санкции, све дури нема враќање на украдените пари, значи ние ќе имаме таква ситуација. Во јавноста досега на прсти се бројат кривичните пријави покренати врз основа на извештаи на државен ревизор. Од големите, само истрагата за бачило и за националната платежна картичка тргна од ревизорски наод. Останатите се за посетни случаеви. А колку милиони евра од буџетот незаконски ненаменски се испумпани досега, никој не пребројал, зашто најчесто органите тешко се зафаќаат со прибирање на докази. Наодите треба после да се докажат, или вие немате некоја цифра колку, меѓутоа мислам дека се работи за значителни средства, а од друга страна бараме донации за, не знам, за амбулантни возила или за некои ситни работи за кои што еден министер или функционер ги троши само по ресторан. И Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации е дециден дека недостасува поефикасна соработка меѓу Државниот завод за ревизија и другите чинители во синџирот за антикорупција. Јас мислам дека за да, бидејќи овие проблеми се повторуваат со години, да не кажам со веќе децении, мислам дека прво нешто што треба да се направи е да се унапреди самиот квалитет на ревизорските извештаи во делот на препораките, затоа што ако ги погледнете, наодите од една страна се за сериозни злоупотреби, например за пари спроведени или потрошени без да се применува Законот за јавни набавки, а од друга страна препораката е доследно да се применува Законот за јавни набавки. Мислам дека ова едно со друго не соодействува баш како што треба. Понатаму мислам дека треба да се врати разгледувањето на ревизорските извештаи во собранието. А расфрлање со пари на државна сметка ревизорите открија деновиве кај поранешните министри во култура и правда. Истиот човек, поранешната министерка за култура, Елизабета Канчевска-Милевска, два пати го плаќала. Еднаш дека ја возел, зашто преку авторски договор земал 127.000 денари за една година, а втор пат му давала редовна плата како државен службеник. Екс-министрите пак во правда, Еднан Јашари и Валдет Џафери, делеле дебели хонорари на комисии за неисполнети обврски. Отпишувале предмети од евиденција без да се знае каде завршила. Во нивно време се точело гориво без контрола, се возело нерегистрирано возило, а натрупувале и неправилности при изградбата на новата фасада и на зградата на Кривичниот суд. На Канчевска-Милевска и се става на товари тоа што без решение биле ангажирани 6 службеници во кабинетот на заменик министерот Драган Неделјковиќ, што биле потрошени 818.000 денари за угостителски и ресторански услуги за кои немало соодветна документација, а за репрезентација при службено патување во странство дури 232.000 денари. Ревизијата открива и дека во бифето на култура се јадело и пиело на државна сметка за 35.000 евра.
Меѓу низата забелешки се и дека книгите од капиталниот проект за печатење и превод на книги завршиле по подруми. Коментар не добивме ниту од Канчевска Милевска, ниту од двајцата поранешни министри за правда за расфрлањето со пари на државна сметка, а времето ќе покажа дали овие ревизорски извештаи ќе завршат кај органите на прогонот или како и другите во фиока.